Трговијата со луѓе во земјава е во пораст. Статистиката и не покажува високи бројки, кога ќе се спореди со другите земји од Европа, но реалната состојба не е таква. Многу од жртвите, особено децата, не ги пријавуваат случаите на трговија со луѓе и не може да се идентификуваат како жртви. Со цел подигање на јавната свест, денеска во општина Штип беше организирана трибина на која се прикажа и документарниот филм Излез, која расветлува суровата реалност на жртвите на трговија со луѓе, а служи како трогателен потсетник за важноста на застапувањето и поддршката за овие лица. За жал, трговијата со луѓе е во голем пораст во нашата држава, но уште така позагрижувачки е тоа дека се повеќе деца се вклучени во ланецот на трговија и секоја година старосната граница токму на овие лица е се помала и помала. Целта и за тоа што сме денеска тука е токму баш тоа да ја покренеме свеста, луѓето да знаат дека тоа се случува кај нас, да знаат како да превенираат, да знаат како да спречат, но и да се обратат во соодветните институции, како и организации, како нашата, со цел да побараат помош и поддршка. Бројките кои што на идентификувани жртви на трговија со луѓе во нашата држава, оние идентификувани од страна на институциите, за жал не се поклопуваат со реалната слика на лица кои што се идентификувани како потенцијални, но и како жртви на трговија со луѓе. За превенција на ова општествено зло, предавањето го слушаа средношколци од штипските училишта. Токму поради тоа што младите се прва мета на трговијата со луѓе, општина Штип ќе реализира активности кои ги вклучуваат нив како таргет група. Посебно и тоа посебно ќе работи со младата популација и токму затоа денеска особено ми е задоволство што како учесници во трибината се појавуваат токму учениците од средните училишта, затоа што статистиката покажува дека учениците на таа возраст се потенцијалните жртви за трговија со луѓе. Општината ќе ги преземе сите чекори преку едукативни работилници, преку организирање на предавања на класните часови, се со цел учениците да стекнат определени знаења за спречување на ова зло што се случува во нашата земја. Кампањата на отворена портала Страда започна на 18 октомври, кога Европски ден за борба против трговијата со луѓе. Следуваше настани во Куманово, а денеска се во Штип, со цел проширување на дијалогот за превенција и спречување на трговијата со луѓе.